немаше вакво нешто. Немаше место каде што студентите дури немаме ни бифе. Ова ќе ни биде нештото бифе на отворено. И поентата на целата работа е да ги собереме сите студенти, да се запознаеме. Ние, студентите од етнологија, некако и многу, бидејќи не сме природна наука, а сме дел од природно-математички факултет, малку сме понастрана тргнати, а со ова излегуваме во предан план и викаме, ајде сите што сте природно-математички смерови, повелете бујрум кај нас, да се обединиме, да се дружиме, да споделуваме и да правиме нови проекти. Целта е да се дружиме, да бидеме креативни и да бидеме на чист воздух, бидејќи ова е еден прекрасен парк тука во близина на ботаничката градина, кој што инаку не се користи за таква цел. Еве сега ние мислиме тоа да го промениме и едноставно да му вдахнеме живот заедно со птиците и верверичките. Уникатно за овој клуб е што има веќе на почетокот многу добра енергија. Значи имаме купено друштвени игри, бадминтон, фризби, дженга, јамп и така натаму. Ќе организираме групно играње друштвени игри на теми поврзани со екологија. Ќе ни излезат во пресрети некои луѓе кои што имаат дома друштвени игри да ги донесат. Кога ќе кажеме етно, носи играорна, фолклор, народно. Не. Етнологијата, антропологијата е една толку широка наука која што го истражува секој аспект на човечкото живење, битисување, создавање. Да, некогаш луѓето носи, ама денеска видите не сите носиме модерни алишта, а сите сме на свој начин различни. Сите сме денеска тука присутни да слушаме музика, а секој на различен начин. Некој играше, некој седеше и муабетеше, некој ракоплескаше, некој не.